Пред точно 4 години бугарските уцени, бугарите во устав, негирањето на македонскиот јазик и идентитет станаа услови и на европскиот пат на Македонија. Заслуга за тоа имаат потписите на тогашниот министер за надворешни работи Бујар Османи и тогашната шефица на бугарската дипломатија Теодора Генчовска. Се тоа под покровителство на екс-премиерот Димитар Ковачевски, кој со високо кренати раце во собранието го прослави прифаќањето на францускиот предлог, со кој Македонија само доби мачка во вреќа и бугарски вета во серија. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија! Содржината на документот се чуваше во тајност до подпишувањето, беше протната преку неколку часовни брифинзи на тогашниот премиер. Оценката на познавачите и тогаш и денес е дека протоколот е класична капитулација на земјава. Спорни се пред се одредбите за македонскиот јазик, уставните измени, неприфаќањето на македонското малцинство. Според политичкиот аналитичар Јоваки Кеновски, иако било ветувано дека државава ќе добие тој договор, сепак добивме сосем спротивно. Билатералниот спор со Бугарија е внесен во европскиот пристапен процес. Наместо Македонија да напредува согласно копенхагенските критериуми, нашиот напредок кон евроатлантскиот процес стана на некој начин зависен од исполнување на обврски поврзани со договорот за добро соседство кој што го потпиша претходната власт. Кекеновски вели дека на Бугарија на овој начин сме дали оружје трајно да не блокира на европскиот пат. И да ги исполниме барањата за внесувањето на бугарите во уставот, ние не сме сигурни дека нема да има нови барања. Трето, уставните измени се поставени како услов пред вистинско отварање на преговарачките кластери, што исто така не дава гаранција. Четврто, не постојат цврсти гаранции дека со уставните со пристапувањето кон уставни измени ќе се завршат тие бугарски барања. Францускиот предлог на улица извади и илјадници граѓани, кои 2 недели секојдневно излегуваат да го изразат својот револт. Сепак тоа не беше доволно и тогашната власт во собранието си го протурка својот план на штета на државата.